Денес, браќа и сестри, три празници славиме. Тоа е првиот обрезанието Господово, вториот на Свети Василий Велики и третиот е новата година која исто така почнува денес. Кога има вака можности за проповедање многократни, одбираме едно значење. Одбираме да проповедаме за еден настан, затоа што нема можности во црквата и практично е да се чита само едно Евангелие. Затоа што по едно Евангелие треба да се проповеда. И кога има толку многу настани, пак да се чита само едно Евангелие, зашто се врзува црквата за проповедта на тоа Евангелие. Ако се чита две и повеќе Евангелија, тогаш зашто ќе проповедаме? Меѓутоа, за настанот денеска на обрезанието Господово, немаме евангелска содржина. Имено, само два настана од младоста Христова се опишани во Евангелието. Другото се е врзано од денот на неговата проповед, односно на јавното настапување. Така што денес би сакал неколку зборови да ви кажам за Свети Василий Велики, кој го нарекува црквата небообјавен Христов секретар. А што значи тоа? Не го објавува човек, не го објавува овој живот, со други зборови кои што живееме, туку го објавува самиот Господ како Христов секретар. А тоа значи дека тајните кои ги назира човештвото, откриени се преку овој голем светител на црквата. Тоа значи дека тајните ги викаме тајни затоа што не се достапни веднаш до секого, туку по развојот духовен на некого се случува порано или подоцна некој да ги познае, некој никогаш да не ги познае. Меѓутоа, овој светител Божи, Василий Великиот, ги познава тајните на Бога не затоа што тој ги бара некаде по некои библиотеки, туку затоа што Господ само ги открива. Тоа е црквениот живот кој многумина не го разликуваат. Треба да бидеш близок до Бога, па да ти Господ открие тајните негови. Ама како да станеш близок на Бога? Да станеш сериозен човек. Тоа значи да бидеш спремен да ги примиш тајните, не да ги одадеш тајните, особено не на непријателите кои не сакаат добро на црквата. Затоа Господ не ги открива на секого, не го повикува секого, ела да ви кажам тајни, туку ги повикува достоверните луѓе. А таков еден е Свети Василий Великиот. Нема да зборувам за тоа што ги завршил највисоките школи во неговото време, туку затоа што ја осетил потребата на црквата и добил благослов од Бога да действува, да се надминат проблемите во црквата. Еден од заоставштината на проблемот кој го наследил Свети Василий Велики не е административен проблем, туку догматски проблем, затоа што пред него
се случува првиот Вселенски собор и на него Синот Божи, Господ Исус Христос, е изедначен со Отца. Меѓутоа, Духот Свети подоцна изедначен со другите две личности на Светата Троица. Свети Василий Велики го подготвува тоа, не учества на Вториот Вселенски собор, кога во суштина Духот Свети е изедначен со двете личности други на Светата Троица. Туку го подготвува Вториот Вселенски собор, не знае дека ќе биде Втор Вселенски собор, Свети Василие, веројатно, меѓутоа осеќа потреба, чувствува потреба, значи да им се објасни на луѓето дека покрај Отец и Синот равен на нив во едното Божество и Духот Свети. И го пишува на познато дело за Духот Свети, во кој објаснува зошто Духот Свети е равен на Отца и на Сина. Ние сега лесно ја примаме догмата на Светата Троица, се крстиме во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Но во времето на Свети Василий што не било тоа едноставно. Силна била се уште пораката, особено од евреите, дојден дека Бог е еден. Гледате, и денеска муслиманите не можат да го сватат тоа дека Бог е Света Троица, особено не евреите. Да се стигне, значи, до разбирање дека Бог е Света Троица, треба да се подигне човек духовно. Не може да се свати, секој сваќа обично Бог е еден и готово. И тука завршува цело негово знаење за Бога. Меѓутоа, ние православните христијани, токму од речникот на Свети Василий, велиме, Бог е еден, но постои како Света Троица. Таа Света Троица е еден Бог. На тоа не просветли словото на Свети Василий Велики. И ние затоа сме не само благодарни, туку знаеме да го почитуваме неговото дело. Затоа го викаме Христов секретар. Затоа што кој можеше инако да го... Зошто не го научија другите религии дека Бог е Света Троица? Ако Бог сам не ни се објавеше нас, браќи и сестри, ние ништо не ги знаеме. Фала му на Бога што ни се објави, особено на празникот кој за неколку дена е, а тоа е Богојавление, и ни се покажа гласот на Отецот, Синот кој се крштеваше во Јордан и Духот Свети во Витангула. И тие знаеме дека Бог е сега Света Троица. Не ни се покажа на другите вери. Да ни се покажа кој не дали ги верува, не знам тоа. Се покажа за цел свет дека е Света Троица, ама само некој поверува. Меѓутоа, за да се разјасни сето, за да се одогмати сето, важни беа зборовите, односно учењето на Свети Василий Велики. Тој ни објасни како е можно Бог да биде три личности, а сепак е Бог. И затоа денес ние немаме дилеми, се крштеваме во името на Отца и Сина и Светиот Дух, кога ни велат, па тие се три Бога, не, ние велиме, тоа е еден Бог, зашто една суштина има трите личности, тие се личности независни. Независни во смисла што доброволно ја подчиниле својата волја на Отецот. Може да не бидат, може да бидат разнородни. Да кажам, тоа каков хаос би било, не можемо да предпоставим. Меѓутоа, и Синот и Духот Свети ја подчинуваат својата волја на Отца.
и му велат нека биде. Ти како ќе благословиш, така нека биде. А то не значи дека Отецот не се советува со Синот и со Духот Свети. Позната е пред вечниот совет на Светата Троица, пред да го створи воопшто светот. Тоа значи и Отец го прашува Синот и Духот Свети, ама на крај конечен збор е зборот на Отца. Така треба да функционираме светот воопшто. Така треба да функционираме семејството како основна клетка на човештвото. Един е тој кој го дава последниот збор. Зошто има непријателство во едно семејство? Затоа што секој сака да го даде последниот збор. Така не може. Оне што не научи го преданието на црквата, за кое е најзаслужен, може би, Свети Василий Велики, кој не го спознаваме, е тоа дека предноста на Бога Отца е во тоа што тој го дава конечниот благослов. Иницијативата е во Отца. Отец го раѓа Синот и го исходи Духот. Не се равноправни. Иако самиот Отец ги прави и двете личности, други да бидат равноправни. Ама другите велат, двете личности, не во тебе иницијативата. Така ако функционира едно семејство, една држава, целиот свет, тогаш благословот е некако обезбеден. Не е возможно да нема благослов човек кој го знае дека иницијативата секогаш треба да биде воеден. Не може да има мешани иницијативи или комешателство на иницијативите. Може, ние живееме во свет во кој очигледно дека може, ама затоа е и хаос во светот. Затоа што многу волји се мешаат. Затоа, браќа и сестри, потребно е да ги слушаме действата и делата на отците на црквата, и даваат сознание и познание за тоа како е потребно да се уреди животот во овој свет. Затоа и Господ нека ни дава сила и благослов да го разбираме и поприсно да го доживуваме тоа. И милоста Божја да биде на сите вас, да храни.